Работната група за реформи во правосудството се врати од Брисел. Владата веќе е информирана што мислат европските експерти за нацрт стратегијата која треба да го трасира патот, што и како ќе се менува во секторот правда. Средбата на европските експерти со македонските колеги од Европската комисија го нарекуваат технички состанок. Технички е и одговорот на прашањата од 360 степени до Европската комисија, што е разговарано во Брисел и кои се забелешките. Темите на разговор ги вклучуваат препораките во неодамнешниот и претходниот извештај на групата експерти од областа на владењето на правото, итните реформски приоритети од 2015 година, како и првичните реакции на тековната работа на новата стратегија за реформи во правосудството. Но ако се погледне содржината на документите кои според Европската комисија биле предмет на разговор, најмалку на едно место има разлики. Нацрт стратегијата на домашните експерти предвидува интервентно регрутирање судии и обвинители од редот на искусните правници, а не само од Академијата за судии и јавни обвинители. Во последниот извештај на групата на Рајнхард Прибе се препорачува спротивното, дека Академијата мора да остане единствен извор на кадри за да не се повторат злоупотребите од минатото. Од работната група која беше во Брисел велат дека не добиле критики или забелешки ниту за ова, ниту за друго прашање. Консултации е терминот кој го употребува председателката на групата Ана Павловска-Данева. Сепак по консултациите во Брисел и со други фактори вели дека е можно да не се случи адхок прием на судии надвор од Академијата, како што е првично предвидено во нацрт стратегијата. Ниту ние бевме ригорозни или ригидни во поглед на нашите ставови, ниту пак тие ни наметнаа некаков став дека тоа мора да се смени и да ни дадат насока вака ќе го смените или ќе се вратите назад. Постојат разни варијанти, постои можност и за задолжително одење на обука во Академијата, таа така наречена почетна обука, која би можела најверојатно пократко да трае за искусните правници. Можност е да се вратиме скроз на она решение постоечко, да мора да се помине целокупната обука, можност е на крајот на крајшта сепак и за одреден исклучок да важи за одредена група, категорија на луѓе да важи и исклучокот. Во Брисел имало консултации за нотираните слабости кај судскиот совет. Македонските и европските експерти се согласиле дека освен кривично, членовите на судскиот совет не одговараат за својата работа. Па сега ќе се бара соодветен начин советот да добие некаква контрола. Можно е истите оние кои што ги именувале или избрале, тие да бараат и нивното повикување. Можно е да се формира, не знам, некакво собрание на судии, кое што ќе се свика и тие ќе иницираат од повикување на нивни член. Може да даде иницијатива, да речеме, секој судија во апелационото подрачје од кое што е избран членот на судскиот совет. Па тоа апелационо подрачје да си го отповика. Членот може таа надлежност да му се даде на собранието како на највисок државен орган, како на представнички орган, представник на граѓаните. Постојат повеќе можности, но една од нив кога веќе ќе се издискутира, да треба да се отворат јавни расправи на темава, да се слушнат сите мислења и конечно да се стават такви услови, такви основи во законот. Ваквите предлог механизми за судскиот совет се чекор назад од почетните размислувања. Основа за разрешување на целиот судски совет да биде евентуално неприфаќање на годишниот извештај на советот во собранието. Ретерирање има и од тврдата предизборна заложба на најголемата владеачка партија за генерален реизбор во судството. Доколку реформата оди во насока да биде повеќе еволуција отколку револуција, дали може да очекуваме брзи и сериозни промени во правосудниот систем без длабоки резови? Јас не мислам дека нема да доведе правилната имплементација на стратегијата до промени. И да, нема да ги почувствуваме во рок од 2-3-5 месеци, нешто што е градено, лошо и трупано како проблеми во изминативе 10 години, стварно е неблагодарно и нереално некој да очекува дека ќе се смени во рок од 6 месеци. Но со оглед на фактот дека стратегијата има еден концепт кој е одобрен од сите експерти, сега го соопштивме и кај експертите во Европската комисија, тој предвидува во првите 6-9 месеци согласно планот 369 до максимум една година да се донесат сите закони и да се сменат законските решенија. А после тоа следните 4 години, пошто е 5 годишна, да се имплементираат. И тогаш вистински ќе можеме да кажеме дали е успешно имплементацијата на стратегијата или не. Како што вели Павловска-Данева, стратегијата се уште е жив документ. Од една страна тоа значи дека има простор да се играат сите опции. Но, од друга, дека и по неколку месеци од смената на власта не постои чиста визија за решение на клучните проблеми во правосудството.
Контактите на релација Брисел-Скопје ќе продолжат.